така некако. Добро утро, Бранко. Токму така како што најавивте, лекарите со полни раце работа и за време на божикните празници, за тоа колку повеќе имале во текот на изминативе 2 дена и зашто најчесто биле интервенциите, утрово бараме одговор од Александра Пејовска, докторка во итната медицинска помош. Докторке, на почеток среќен Божик, Христос се роди. Кажете ми колку повеќе имаш итната медицинска помош во изминативе 2 дена? Добро утро, среќни празници на вас, среќен Божик, на вистина се роди. Па добро, ние сме сепак турбулентна служба и секојдневно имаме интервенции и повици, меѓутоа за чудо викендов, односно празников 6 и 7 беше релативно мирно, од кои што имавме севкупно за тие 2 дена 142 интервенции, од кои што 34 интервенции беа итни, меѓу кои што така ајде да кажам, итни беа 2 сообраќајки што се случија, имавме еден пожар и едно алкохолизирано лице каде што ние интервениравме на лице место. Така, за време на новогодишната ноќ имавте навистина полни раце работа, имавте пијанства, прејадување, па дури и пијанства кај малолетници. Каква беше ситуацијата за време на божикните празници? За време на божикните празници беше многу подобро, каде што кај млади, значи малолетници немавме, и претходно кажав, имавме само една интервенција кај алкохолизирано лице, така да во принцип беше доста мирно во однос на другите денови, например како новогодишната ноќ, некој пат некои викенди кои што знаат да се случат или некои прослави, така да сега беше релативно мирно. За чудо изненадени сме ние, меѓутоа нека останува така за тие поголеми и побави празници. Докторке, аерозагадувањето е еден од големите проблеми со кои се соочува Скопје, но и голем дел од државата, особено со почетокот на есента и во зимскиот период. Колку често добивате повици токму поврзани со болести, со респираторни болести, поврзани со аерозагадувањето? Аерозагадувањето кај нас многу ни прави проблеми, особено на хроничарите, тие што имаат проблеми со респираторниот систем, хронична обструктивна белодробна болест, астмите, овие пациентите со кардиолошки заболувања, значи тие особено имаат проблем, имаат потреба од нас. И покрај редовната терапија што ја земаат, се јавуваат моменти каде што многу им смета ова аерозагадување и имаат потреба од нас да интервенираме во дадени ситуации каде што се влошува нивната состојба покрај земената редовна терапија и покрај моментите кои што се придржуваат на сите нивни начала што треба да ги имаат, меѓутоа за жал ова аерозагадување многу драстично се одразува на нивната здравствена состојба. Така. Докторка, изминатиот период вашите колеги често знаеа да се пожалат дека итната медицинска помош се соочува со недостиг на кадар и на возила. Каква е во моментов ситуацијата со оглед на тоа дека станува збор за град кој речиси има над 1 милион жители? Па така, со оглед на бројката што имаме од 1 милион жители горе-доле, нели во текот на секоја година имаме тековни промени не само во нашата институција, него во другите здравствени институции. Имаме пензионирање на колеги, имаме колеги кои што се дообучуваат, одат и на специјализација и поради целиот тој склоп на моменталната состојба, значи да, ние сме во моментов намалени со персонал, меѓутоа чекаме конкурс што треба во годинава да се објави конкурсот, да се вработат нови колеги и чекаме нова сила да ни дојде за да можеме да покриеме. Меѓутоа и со тој персонал што го имаме, и со тие возила што ги имаме, и со тие екипи што ги имаме во моментов со кој што располагаме, гледаме да излеземе во сусрет на пациентите кои што им е неопходна нашата помош и каде што нели имаме случаеви, ситуации на животозагрозувачки состојби, да го покриеме и тој 1 милионски град бројката што имаме за жал во Скопје. Така. Да. Многу често граѓаните знаат да се јават и за обична настимка. Кога граѓаните да бидат сигурни пред да го свртат бројот 194 или единствениот број 112 и да се јават во итната медицинска помош? Значи, со оглед на бројката што располагаме, нели, што сега сме малце нели во дефицит со бројка и во однос на бројката што имаме во Скопје, во однос на ситуацијава што сега имаме многу вирузи, има настимки, грип и така натаму, сепак би ги замолила граѓаните прва линија што ќе биде за контакт и воопшто советување да бидат матичните лекари, затоа што тие се клучните матични лекари во нашето здравје, како примарно здравство, за да ги насочат, да им помогнат на нивните пациенти што се
со влошена состојба во однос на температурите, нели, затоа што за секоја температура не е во ред да се вика екипа на итна медицинска помош. Доколку, значи, да се контактира, да се комуницира со матичните, во однос и на хроничарите, во ситуации каде што, нели, би се влошила состојбата и не соодветно реагира хроничната терапија што има пациентот, тогаш, значи, самиот матичен лекар се дава препорака дека треба да не повикаат и да не отповикаат нас. Други ситуации каде што нешто драстично, ново настаната ситуација, што не е вообичаена за некои лица, дали било младо, дали било старо, без разлика, да, тогаш треба да се јават на 194 на 112, меѓутоа не по секоја цена и за обични прегледи да видат како што некој пат се јавуваат, да го проверите дали му е добро. Во ред е, да, загрижени се, меѓутоа сепак првата линија имаат матичните лекари, замолувам прво нешто да биде што ќе контактирате, што ќе комуницираат со матичните лекари, а потоа матичниот лекар си ги знае редот како и да работите, ако има потреба ги посочуваат да се јават кај нас. Докторке, овој месец имам уште еден празник, Точно. тоа е Богојавление Водици на 19 јануари. Така. Кои се вашите препораки, како правилно да се слави овој празник, а сепак граѓаните да не завршат во итната медицинска помош? Па така, значи пак ќе кажам да се придржуваат на исхраната, да не се претирува со мрсна храна, да се внимава во однос на алкохолот. Да, такви празници се каде што, нели, се назначува денот, нека биде чашка кој би сакал. Меѓутоа нека не бидат повеќе од чашка 2, затоа што сепак не е пријатна таа ситуација, ниту за нас возрастните, ниту пак за малолетните лица. Докторке, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во утро во Македонија наутро. Да се надеваме дека ќе има помалку случаеви за интервенција периодов што следува и со помал обем на работа за итната медицинска помош. Благодарам што не посетивте. Нека се придржуваат, нека одмарат и се најубавен посакувам во новата година. Разговаравме со Александра Пејовска од итната медицинска помош за тоа какви интервенции, колку повици имале за време на божикните празници. Бранко?